Почитувани добро вечер. Вечерачен гостин во емисијата Стаф е советникот од партијата НСДП Благојче Јакимовиќ. Господине Јакимовиќ, добро вечер. Благодарам што ја прифативте нашата покана за гостување во оваа емисија. Добро вечер и од мене. Поздрав до гледачите на ТВ Плюс и се надевам дека ќе имаме успешна дебата и уште еднаш да се заблагодарам за поканата. Неодамна се одржа четвртиот конгрес на партијата НСДП, таа веќе 12 години опстојува на политичката сцена во Македонија. Тито Петковски останува на чело на партијата, вие сте дел од извршниот одбор како и секретар во партијата во Куманово. Да, точно е. Во недела на 13 мај имавме конгрес на кој што повторно го избравме Тито Петковски за председател на Нова социјалдемократска партија. Видете, ние на политичка сцена сме од 2005 година. Малте не во декември ќе наполниме 13 години како делуваме на политичка сцена во Република Македонија. По силина или по важност, моје видување е дека сме трета политичка опција од македонскиот блок. Пред самиот конгрес имавме некое разидување од против кандидатот на Тито Петковски, господинот Љубомир Јосифовски, кој што својата борба за идеја, својата борба за да стане председател на Нова социјалдемократска партија не ја искажа само во самата партија, туку што е она спротивно на статутот на нашата партија, своето видување дека треба да има промени и проветрување во Нова социјалдемократска партија, го објави во некои печатени медиуми и на Facebook. Знаете, ние кога се формиравме како НСДП, дозволивме во самиот статут да постои фракционерство, да постојат различни идеи, различни убедувања, да јас како член имам борба за идеи, имам свое видување, да се разликува, не мора секогаш да се сложувам нели со самиот лидер или со самото раководство. Но своите борби за идеи сакам и да ги насочам во самата партија, а не јавно да критикувам и да давам свое видување дека мојот против кандидат треба да си оди и треба да се тргне од политичката партија. Сакам да информирам кумановската јавност дека Општинската организација во Куманово брои 5 члена на Централен одбор на Нова социјалдемократска партија, од кои на последниот конгрес сум и јас избран за член на Централен одбор на Нова социјалдемократска партија. Другарот Тито Петковски од присутните 456 делегати на конгрес доби близу 427 гласа за избор на председател. На Љубомир Јосифовски му беше удостоено и на самиот конгрес да се кандидира за председател, но не знам од кои причини тој не ја прифати кандидатурата да стане дел, односно да стане кандидат за председател на Нова социјалдемократска партија. Мислам дека на овој конгрес, покрај тоа што избравме председател Централен и надзорен одбор, донесовме еден важен документ, донесовме програма како Нова социјалдемократска партија ќе се движи во наредните 4 години. Мислам за мене како член на Централен и за пошироката јавност во нашиот град, а и во Република Македонија, мислам дека оваа програма заликува на она што треба да и се случи на Република Македонија. Во таа програма наметнавме еден свој став, едно свое видување дека Македонија треба да се движи во правец на Европска Унија и НАТО. Македонија треба да биде една изборна единица. Македонија, политичките партии во Македонија треба да ги финансира државата. Значи, тоа се некои наши 3 принципи по кои што ние ќе се водиме во наредниот период и ќе делуваме како политичка опција во Република Македонија. Ние како НСДП секогаш се залагаме да излеземе самостојно на избори, секогаш сакаме да коалицираме со подобриот и секогаш даваме поддршка за оној пат кој носи кон Европска Унија и кон НАТО. Планирани ли се активности на партијата во овој период? Па видете, за нас како Ново социјалдемократи ова лето ќе имаме доста работа. Знаете дека после секој конгрес, секоја политичка партија се опременува со своите општински организации. Ние како НСДП општинска организација Куманово ќе треба во наредниот период да поедеме по местни организации, да формираме нови местни организации, да избереме делегати, да спремиме конференции и се надевам дека кон крајот на летото, почетокот на септември или октомври ќе имаме конференција на општинска организација Куманово, каде што ќе избереме општинско ново раководство на НСДП.
Задоволни ли сте од досегашната коалиција со СДСМ на централно, локално ниво? Па видете, знаете како како некоја оценка, како можеме да кажеме од 1 до 5, моја оценка е некаде 3. Добро. Да кажам дека не сум задоволен, не е дека не сум задоволен. Да кажам дека сум и презадоволен, не. Видете, можеби и самиот Социјалдемократски сојуз уште ги нема преземено сите полуги на власта. Јас ке кажам, уште и на централно ниво се некои директори што се од претходниот власт. Така да сме во фаза на преговори, сме во фаза на договарање, имаме постигнато договор уште и пред локалните избори, како ќе действуваме, и после локалните избори сме во добар договор. Сега за сега работите одат добро, но има уште што треба да се договараме за да бидеме задоволни. Знаете, тие се голема политичка партија. Ние сме помала политичка партија. Тие викаат ние премногу бараме, тие премногу, ние премногу даваат и така. Тоа е во политиката, секогаш е така. Но мислам дека генерално сме на добар пат. Како ја оценувате досегашната работа на владата на Република Македонија? Па видете, мислам дека премногу е рано да се каже како ќе оцениме досегашната работа на владата на Република Македонија. Пред да дојде оваа власт, мислам дека државата е урнисана до тоа дно да сега ќе треба огромен временски период за да се исправат работите, да се стави државата на патот кон Европска Унија и НАТО. Претходната власт мислам дека повеќе се посвети на изградба на споменици, на изградба на некоја инфраструктура која што само беше за фалење, а не беше реализирана на дело. Така да оваа влада е посветена повеќе да ја стави Република Македонија во правецот кон Европска Унија и НАТО. Знаете дека се донесе планот 369 и мислам дека сме во фаза и сме на добар пат да добиеме и датум за почеток на преговори и да станеме членка на НАТО. Но да оставиме простор, нема простор за критики, например да кажеме ова е добро или ова е лошо. Оценката за владата мислам дека е до сега многу добра, не е одлична, но да оставиме простор, мислам дека е прерано времето да дадеме било која оценка дали работи лошо или добро. Во тој проширување на владата, односно зајакнување на парламентарното мнозинство, ова најде на различни реакции кај јавноста, особено изборот на Амди Бајрам, кој што чисто го исмејуваше актуелниот премиер некогаш, и денес повторно ќе одлучува во името на граѓаните. Се извинувам. Видете, по излегување на господинот Зијадин Село и Алијанса на албанците од влада на Република Македонија, мислам дека беше потребно да се направи, јас ќе речам, една мала реконструкција, односно имаше потреба од зголемување на парламентарното мнозинство. Јас тука пред се ќе ставам акцент повеќе на влегување на Песан Африм Гаши, влегување на Мендух Тачи и еве сега некакво влегување на господинот Бајрам Амди во коалиција со Социјалдемократскиот сојуз. Па гледав и вчера некои реакции пред се градоначалникот на Шуто Ризари, господинот Курто Дудуш, кој што потекнува од Социјалдемократскиот сојуз и другата ромска партија на Неждет Мустафа се против за коалиција на Амди Бајрам. Но со ова премиерот господинот Зоран Заев покажува дека тој е човек кој уме да простува. Точно е како вие што рековте дека Амди Бајрам само го навредуваше господинот Зоран Заев. Јас лично мислам дека не е клучниот човек на кој што Бајрам Амди ние треба да му посветиме повеќе почитување. Видете, јас разбирам да има 61, 62, па е битен, па треба да влезе во оваа власт. Новото парламентарно мнозинство има негде подршка од 67-68 пратеници, така да малку е значајната улога дали неговиот глас е битен за обстојување на оваа влада или не. Но познавајќи го господинот Бајрам Амди, мислам дека тој секогаш е со власта, така да ништо не може да ме изненади дека ќе стане дел од влада,
а самата реакција мислам дека си го кажува своето и во самиот Социјалдемократскиот сојуз, бидејќи Курт Дунш е кандидат на Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата. Течат преговорите на Република Македонија со Република Грција во врска со спорот со името кој што го има ова наша соседна држава со нашето име. Вчера средба има и премиерите на двете држави. Тие објавија дека е најдено заеднички прифатливо решение, меѓутоа не објавија детали се додека не разговараат со претседателите, лидерите на партиите во државите и слично. На социјалните мрежи од синоќ се појавија и некои шпекулации, се споменува името Република или Инденска Македонија и слично. Според вас, кој е вашиот став за ова прашање? Видете, обично кај нас граѓаните е онаа прашање дали ќе го смениме името Република Македонија. Ако погледнеме во оној период кога бевме и на власт со ВМРО ДПМН, вие знаете на нашата седница на Централен одбор тогашниот министер за одбрана господинот Лазар Еленовски рече дека Груевски не е толку патриот и дека дал промена, зелено светло за промена на името Република Македонија во заграда Скопје. На самитот во Букурешт тоа не испадна така и потоа нашиот лидер беше осуден, односно му беше поднесена пријава за што плати на премиерот Груевски казна од 12.000 евра. Многу ова прашање се доведе во ситуација на патриотизам. Дали сме некои попатриоти, дали сме некои предавници. Така, својот став за ова прашање е многу тешко да се даде. Добро рековте вчера и вие во Бугарија, во Софија, на самитот двајцата премиери на Република Македонија и Република Грција дадо изјава дека се блиску до договор. И на социјалните мрежи во некои медиуми се појави некој предлог Република или Инденска Македонија. Моето мислење и мој став по овој настан, односно по промена на име, е најдобро да го кажат граѓаните на референдум. Како ќе се изведе и како ќе го спакува и ние добиеме кандидатски статус за членство во Европска Унија и станеме дел од НАТО, тоа само го знаат премиерите на двете земји. Некоректно и не би било добро моја страна, нели, утре ти лепата етикета, ти си за промена на име, ти си за ова. Прошлата седница имавме апликација за да добиеме некој грант од Република Бугарија. Во самата апликација стоеше ФИРОМ. Видете, ние во Обединените нации сме заведени под ФИРОМ. За да аплицираме за тој проект, нашето меѓународно име е ФИРОМ. И се отвори една дебата каде што советниците од ВМРО ДПМН пак заиграа на картата на патриотизам. Еве, ние сме предавници зашто аплицираме со ФИРОМ. Абе, луѓе, во Обединените нации Република Македонија е признаена под поранешна Југословенска Република Македонија, односно под референцата ФИРОМ. Секое име кое што ќе биде прифатено за поголем број на граѓани од Република Македонија ќе биде прифатено и за мене. Така да својот став по ова прашање ќе го кажеме оној момент кога што ќе треба да донесеме одлука. Да се навратиме на Куманово. Неделава се отвори нова градинка во поранешниот простор на Пионерскиот дом. Таму ќе се сместат 60 на деца. Ова е прв проект на новата влада за Куманово, заедно секако во соработка со општина Куманово. Така е, пред некој ден бевме на отварање и пуштање во употреба на нови простори на детската градинка Ангел Шајче, односно на просторијата Детелинка. Мислам дека после 12 години нешто е убаво што му се случува на Куманово. Знаете, претходната власт немаше доблест да даде некоја инвестиција за Куманово. Оваа власт за само 8 месеци направи простор од еден руиниран објект на поранешниот пионерски дом да направи смештај за 60 деца. Мислам, вие добро знаете дека ние како град од 120.000 луѓе се соочуваме со проблем за запишување за деца за градинка, но мислам дека овој објект е премал и дека треба да се прошири во целиот пионерски дом, за да се искористи тој објект, за да се обезбедат најмалку уште 100 до 150 легла и да се мисли за некој поголем проект.
Тоа беше и најавено, нели, за време на локалните избори, докаде е таа постапка, дали сте информирани, кога би требало да започне Видете изградба вака. на нова градинка? Значи, ние во самата кампања рековме дека ќе градиме и Куманово ќе го претвориме во некој си рај. Моje видување е дека има иницијатива, но пред јас сакам да се заврши овој проект, бидејќи знаете, ние како локална самоуправа не може да навлеземе во некоја работа за што немаме пари. Без подршка на владата, јас сум оптимист дека до крајот на овој мандат, од 4 години дека ние ќе изградиме објект за близу 200 деца на улицата Барем Шабани. Значи, се работи на еден проект од мултиетнички карактер. Знаете, Куманово е мултиетнички град и мора да имаме соживот и со другите националности. Така да тој проект мислам дека е во фаза на проектирање и мислам дека ќе изградиме уште една градинка. Куманово неделава ја го посети и министерот за култура Роберт Аладјозовски, тој најави целосна реконструкција на спомен Костурница, како и одржување на останатите културно-историски споменици во градот. Да, точно е. Министерот Аладјозовски беше во посета на Куманово и изврши посета на културно-историските спомени на Куманово. Видете, спомениците во градот Куманово се во тешка руина. Тој даде изјава и рече дека е формиран тим од конзерваторискиот центар и дека ќе го проблемот е веќе нотиран и дека ќе се направи комисија со што ќе му излезе во пресрет на град Куманово за да помогне да спомениците заличат на она како што треба да личат. Видете, спомен Костурница е едно обележје што се вика од Втората светска војна. Мислам дека како комплекс може да биде изграден од културно значење. Со него ќе можеме да привлечеме и туристи, да развиваме и туризам. Има прекрасно шеталиште, може да се направат дрим стази, има игралиште. Но, за да сето тоа го заштитиме, ние и како град, но државата треба да помогне во тој дел да тој објект се огради. Таму се стави 24 часовно мониторинг посматрање, што по мене и мислам дека треба да постои и стражарска служба, дали од тип на агенција за приватно обезбедување, дали од тип на луѓе вработени во локална самоуправа. Зошто го велам тоа? Колку и да направиме, па во неколку наврати ние како коалиција со СДСМ го чистевме, го правевме, но по само 10 дена ќе беше или искршено, или повторно и шарно, така да без 24 часовен мониторинг тешко дека ќе заштитиме нешто од спомениците. Различни реакции во јавноста предизвика најавата на градоначалникот Максим Димитриевски да се изгради споменик на американската компанија KBR затоа што придонела во развојот на градот. Па видете, некои ја осудуваат таа изјава, некои ја поддржуваат. Не е само KBR, има и други компании кои што нели допринесуваат за самиот град. Моje видување по оваа точка, односно по изградба или по оваа прашање, како да кажам, ќе го кажам на самата седница кога ќе биде дадена или како предлог за да се донесе. Видете, во Македонија на народот му е преку глава од споменици. Мислам дека подобро е да ги потрошиме парите и да инвестираме во некоја инфраструктура, да изградиме тротоар. Не, но господинот Димитриевски има своја идеја и мислам дека ја има добиена довербата од 26.000 граѓани, така да кога ќе дојде на самиот дневен ред на седница на Совет, ќе го кажам своето мислење дали сум за или против за оваа идеја. Невообичаена расправа на социјалните мрежи предизвика цената за сирова вода во Куманово. Од водостопанство се задоволни што еве по толку години ќе се регулаторната комисија одлучи да се намали цената во споредба нели со она што се наплаќаше, но еве од водовод како и од блиски луѓе на СДСМ критикуваат дека Куманово повторно ќе плаќа најскапа вода во државата. Па видите, да ви кажам право, за оваа прашање можам да дискутирам малци повеќе. Вие сте вработен во дозволува времето, нели да, јас сум вработен во водовод. Своето видување за цена на водовод дадов нели на свој Facebook профил,
што мислам јас, како мислам и како треба да се движат овие работи. Видете, регулаторна комисија ги имаше земено само параметрите од јавното предпријатие Куманово-Липковско поле. Тоа се случуваше уште пред 2 години, кога се донесе одлука да цена за вода решава регулаторна комисија. Цената беше од 7,4 денари. Пред некој ден слушнав изјава дека и председателот, новоизбраниот председател на ВМРО-ДПМН е рекол дека не било проблем до сега ВМРО-ДПМН е, дека регулаторна комисија под власт на СДСМ еве дала иста цена која што била. Тоа не е точно и сакам да демантирам во тој поглед. Мислам дека сме близко до договор и дека е постигната нова цена. Значи не е ни цената со која што излезе директорот на водостопанство, него најнова цена за кумановци ќе имаат поевтина вода за пиење е 3,33 денари за сирова вода. Со таа цена, ние како водовод, постои шанса, нели треба да се направат анализи дали ќе има некое поевтинување, што таа цена треба и ние да ја донесеме на самата седница на Совет. Тие препукувања по социјалните мрежи јас не ги оправдам. Видете, порано имаше изговор, ВМРО е на власт, не ваѓа, вака, така. Сега нема изговор, јас затоа реков дека немаме право на критика. Ние како власт и на локално и на централно ниво треба да направиме напор за интерес на граѓаните, за интерес на јавното предпријатие Водовод. Ако погледнеме само во последниот извештај што го гласавме на завршната сметка за јавно предпријатие Водовод, јавно предпријатие Водовод има пуштено 25 милиони денари на водостопанство. Јавното предпријатие Водовод покажува загуба од 4,8 милиони денари. Така да со оваа цена која што сега е постигната, ако предпријатието Куманово-Липковско поле испорача близу 7 милиона метри кубни вода, јавното предпријатие Водовод ќе треба да му исплати околу 20 милиона денари, со што нема да има загуба и ќе работи со минимална добивка. Така да е постигната цена, можам слободно да кажам, во интерес на граѓаните на Република Македонија и не е точна она изјава на председателот на ВМРО дека е иста цена. Цената во време на ВИЕП Водовод е фактурирано по 7,4 денари, а сега се фактурира по 3,33 денари. Уличното осветлување, нехигиената, сообраќајниот хаос и слично се најзначајните проблеми во градот. Според вас, на што најмногу од ова треба да се посветат надлежните на овој град? Па видете, да ви кажам право, точно е. Ова малте не се за мене 4 прашања, али што се вика ставени во едно. Инфраструктура. Долги години Куманово се соочуваше со проблем, односно 12 години немаше подршка од централната власт. Сега ние како локална самоуправа треба да бараме начин, средства, проекти и сили да излечеме пари од владата на Република Македонија. Знаете, и самиот премиер најави дека на Куманово ќе му додели средства и дека Куманово ќе се развива со забрзано темпо. За инфраструктура, освен оној кредит, освен она што е до сега направено во подземната инфраструктура со тие 4 милиони кои што ЈП Водовод ги аплицира и ги добие смената некаде околу 20 километри канализациона мрежа, друга инфраструктура во тој дел се отпочнати со новата програма која што ја донесовме за 2018 година. Мислам дека во делот, каде што говорев и на самиот Совет, имав и своje прашање, најголем проблем околу инфраструктурата, односно околу водоводната инфраструктура, се соочуваме со улиците Никола Тесла, со улиците 11 ноември, така да е отпочнат тој проект и мислам дека за брзо време ќе искочиме да нешто инвестираме во дел на водоводната мрежа. За нехигиената. Моето мислење за нехигиената е да ние треба малку повеќе да го едуцираме народот. Повеќе треба да работиме сами на себе. Повеќе треба да даваме значај ако наместиме канта дека треба да ја чуваме, а не да ја кршиме. Видете, нашето осветлување, нашите канделабри се дотраени. Ние треба да извршиме и промена на сите канделабри во централно и градското подрачје. Треба сообраќајниот хаос да го решиме. Но јас имам тука идеја сите кумановци да бидат на точак. Замислете, имаме 2000 административци кои што работат дали во училишта, во јавни предпријатија. Еве половина од нив одат со возила на работа. Замислите да сите од нив одат со велосипед на работа. Самиот сообраќајен хаос ќе биде
сведен на минимум. Јас ќе предложам и како советник идеја да ние даваме субвенционирање за секој купен велосипед, но не да го искористиме тоа за да го купиме велосипед и да ни стои дома во гаража или во подрум. Но од друга страна па немаме велосипедски патеки. Така е, се залагавме, знаете, јас и во кампања реков дека ќе се залагам за велосипедски патеки. Во право сте за тоа, но треба да почнеме од почеток. Да направиме велосипедски патеки, да како општина инвестираме пред секоја јавна установа да направиме и паркинг простор за велосипеди. Секако. Значи, јас ќе ја поведам тоа иницијатива и само со тоа ќе придонесеме до решавање на сообраќајниот хаос во градот. Како гледате на работата на локалната самоуправа досега? Краток период е, но еве. Па видете, помина близу 6-7 месеци. Мислам дека господинот Димитриевски сега за сега ја води добро работата. Мислам дека се уште се бори да направи тим, луѓе околу себе. Нема извршена уште ни една промена и во самата општина. Кога дојде немаше секретар, има само поставена секретар од своја страна, така да сега за сега мислам дека добро оди работата, но рано е некако да дадеме коментар дали добро или лошо. Со оние проекти кои што се отпочнати, кои што ги донесовме во самата програма за 2018, мислам дека сега за сега оди добро. Го споменавме сообраќајниот хаос, на ова имаше и актуелна акција, нулта толеранција за непрописно паркирани возила. Дали општината, јавното предпријатие Куманово паркинг можат без поддршка на МВР, односно без казнување на граѓаните, бидејќи факт е доколку пајак возилата сега ги има две, работат на еден терен, на другиот крај од градот се соочуваме со хаос. Токму така. Видете вака, Куманово е град кој што е проектиран за 5 до 6.000 возила. Куманово е град со 120.000 жители, Куманово има 30.000 возила. Значи, точно е, добра е акцијата нулта толеранција, дава резултат. Куманово има едно пајак возило кое што е позајмено од општина центар од Скопје. Второто е тргнато од функција бидејќи е руинисано, бидејќи е дотраено. Пред 30 години возило, нема ни делови, нема ни каде да се сервисира. Акцијата нулта толеранција даде резултат, но ние на последната седница донесовме одлука каде што средствата од програмата за развој за 2018 година од подземно паркирање ги пренамениме и ги ставиме во надземно паркирање. Што значи тоа? Значи, ние предвидуваме и во овој период мислам дека е распишан тендер, може би и грешам, но сигурно сум убеден дека е распишан тендер за изградба на 3 до 4 катни гаражи. Така со тоа ќе пробаме да го решиме тој сообраќајен хаос. Доколку нема поддршка од МВР, верувајте дека ние и јавното предпријатие Куманово паркинг нема да има толку работа. Се добива впечаток дека граѓаните не се навикнати да ги користат и оние паркинг места кои што постојат веќе. Па точно е, ви имате во строг центар паркинг каде што никој не сака да влезе, имате 20 денари сат, например. Кај нас е тоа, сака да дојде на кафе и да паркира пред самиот кафеќ и да испие кафе. Јас имам и тука и своје видување дека за некои работи треба да се направи самата корекција на цена околу паркинг простор. Така да, без поддршка на МВР не може ние како Куманово паркинг да обезбедиме сообраќајниот хаос да го регулираме. Во лоша финансиска состојба се јавните предпријатија во градот, општината е грант на неколку јавни предпријатија за отплаќање на долговите. Дали според вас постои можност за надминување на овие проблеми? И како што споменавме, раководителите на секторите во јавната општина, директорите на јавните предпријатија остануваат исти. Видете вака, не е само проблем во Куманово јавните предпријатија. Ја пред некој време слушнав и премиерот рече дека јавните предпријатија во Република Македонија се должни близу од 250 до 300 милиони евра. Точно е дека јавните предпријатија не сите се во тешка ситуација во градот Куманово. Не е извршена промена на ниту едно раководно лице во јавните предпријатија. Директорите се со менаџерски договор и доколку самиот Димитриевски ги смени ќе се стави на додатни трошоци. На некои менаџерскиот договор ги истекува сега во јуни, на некои во август, така да мислам дека ќе дојде сигурно до промена на
раководните структури. Што се однесува јавните предпријатија, видете, нашите јавни предпријатија се должни, да, некои се под кредит, некои е гарант општина, и за јавното предпријатие водовод е гарант општина. Самата општина не дава помош на јавните предпријатија. Значи, јавното предпријатие водовод е под блокада, работи под блокада и ги сите средства обезбедува самостојно. Општина, нели, субвенционираме стечајни работници, социјално загрозени, само во тој дел имаме помош. Замислете, предходните 12 години Влада на Република Македонија има доделено 5 милиона евра на општина Прилеп за јавно предпријатие водовод. Ние до сега немаме поддршка. Ја ќе бидам задоволен доколку Влада на Република Македонија обезбеди средства за сите јавни предпријатија во Република Македонија, дали ќе земе кредит од Светска банка и ги раздолжи, тогаш можеме да разговараме и да мислиме дали овие јавни предпријатија, кога ќе ги донесеме со салдо 0-0, како совет, дали да ги гласаме нивни извештаи, дали да не, и тогаш може да се врши, ако треба, и на секои 3 месеци избор на нов директор. Вие сте на функцијата советник при Советот на општина Куманово. Како гледате на досегашната работа на овој орган, дали сте задоволни од функционирањето? Па видите вака, јас сум задоволен од функционирањето на Советот на општина Куманово. До сега. Ние сме релативно млад политички состав, млади советници, луѓе кои што се спремни за дебати, луѓе кои што сака да допринесат за својот град. Ние, кога носевме програмата за работа на Совет, вметнавме некои нови идеи, зашто наидовме на различно мислење од страна на вработените во општинска администрација дека тоа не е добро. Видете, програма на Совет ја носи Советот на град Куманово. Не ја носат ни вработените, не ја носи ни општинската администрација, нити поградоначалник. Донесовме нови термини во кои што ќе имаме неколку трибини, ќе одржуваме средби со граѓани. Еве, ќе разговараме за сообраќајниот хаос, ќе разговараме за економијата, за локалниот економски развој, ќе разговараме за урбана опрема, ќе разговараме по тие идеи. Мислам дека во брзо време ќе избереме и заштита на потрошувачи, значи ќе донесеме такво да овој совет, мислам, ќе се докаже и времето ќе покаже. Сега е уште рано да даваме оценка како работи, но мислам дека ќе се разликува од претходните состави на совет. На последната седница беше одбиен предлог на советник од опозицијата како точка на дневен ред да се стави решение за проблемот со кучињата скитници. Како мнозинство предводено од СДСМ гласавте против оваа точка. Во претходниот состав на Советот се добиваше впечаток дека сите предлози кои што доаѓаат од опозицијата, без оглед дали се работи за добри предлози или за лоши, беа одбивани. Дали таа пракса ќе продолжи во иднина или сепак она што е добро, макар доаѓа и од ВМРО ДПМН, ќе биде прифатено? Видете вака, знаете, ние сме социјалдемократи. Еве, јас сум нов социјалдемократ и секогаш ќе прифатиме нешто што е добро за граѓаните. На прошлата седница, што беше даден предлог точката за дневен ред за кучиња скитници, мислам дека тоа е ставено и во програмата на самата општина. Мислам дека сега е распишан и тендер за заловување на кучиња скитници, така да некои советници од страна на опозицијата сакаат да прават свој политички маркетинг. Мислам дека вешто ги користат камерите и пред кумановската јавност сакаат да доловат дека еве ние сме на власт и владееме со тоталитаризам. Не. Ние се што е добро од страна на опозицијата ќе биде прифатено. Но она што сме го донеле како програма или она што е изгласано на претходна седница, нема потреба да го ставаме на дневен ред и да биде на самата седница. Советничката група на ВМРО ДПМН најави дека на следната седница ќе поднесе предлог барање да се изгради споменик на бранители, како и 9 мај да се прогласи за Ден на бранителите на Република Македонија. Видете вака, пак ќе се навратаме на онаа прашање. Советничката група на ВМРО, мислам дека и самата политичка партија уште оптеретена со поставување на споменици. Тие има некоја иницијатива претходно да
Ке се вратам и на претходното прашање, беше предлог од страна на советничката група на ВМРО ДПМН доколку влада на Република Македонија или градот Скопје ги дистанцира некои споменици, ние да донесеме одлука на самиот Совет да тие споменици бидат поставени во град Куманово. Пак ќе кажам, 12 години потрошија пари на споменици и на кич. На кумановци, на жителите на Република Македонија ги е преку глава од споменици. Видете што се однесува до 9 мај. Со овој предлог се враќаат на местото на злотоството. 9 мај не е нешто да се работи за бранителите. Видете, јас сум бранител, 2001 бев во структурите на полицијата на Република Македонија. Јас сум еден од бранители. 9 мај за мене е фирингиран рат. Јас и тогаш кажав и сега ќе кажам, ако некој сака да си игра со оган, зошто не го изберат Скопје? Зошто мораше тоа да му се случи во Куманово на 9 мај? Зошто да не се случи во Скопје? Зошто во Тетово? Сакам да кажам, 9 мај е злосторство на Јанкуловска, Груевски и Мијалков. Тука не се работи ни за патриотизам, ни за бранители. Што да правиме ако ДУИ како политичка партија поднесе предлог за паднати борци за она и тие да постават на Зелен пазар спомен? Мислам дека треба да градиме соживот и мислам дека ова не е добра идеја, јас ќе бидам против и оваа идеја. Не се работи за бранители. Да не манипулираме со македонската јавност. На една од последните седници на Советот се донесе одлука за формирање на ново јавно предпријатие во Куманово, Куманово план за просторни урбанистички планови. Да, точно, на претходната седница, односно на 9-та предпоследна седница, бидејќи имаме одржано 10 седници, ние како Совет донесовме одлука да се формира Куманово план. Јас како идеја ја прифатив и гласав за формирање на оваа предпријатие. Од кои причини? Видете, град Куманово е град кој нема генерален урбанистички план. Последниот генерален урбанистички план е донесен далечната 2002 година. Законска регулатива за носење на генерален урбанистички план е секои 10 години. Од кои причини? Не знам, но 2012 година не е донесен урбанистички план. Ја и кога ја носевме програмата за 2018 година, дебатирав по оваа точка за генералниот урбанистички план. Не може на нас секогаш да ни биде изговор. Немаме пари, тоа е голем проект, треба многу пари. Затоа е формирано ова јавно предпријатие. Јас ќе бидам задоволен доколку ова јавното предпријатие го исцрта генералниот урбанистички план и ние во овој мандат го донесеме како Совет на град Куманово генералниот урбанистички план. Со разговори со луѓе кои што доаѓаат од оваа фела, мислам дека ми дава неко уверение дека може да се исцрта за година и пол до 2. Јас ќе бидам среќен и ќе кажам пред кумановската јавност. На последната седница на овој Совет да биде единствена точка и ние како овој состав на Совет го донесеме генералниот урбанистички план. Зошто го велам тоа? Па без генерален урбанистички план само ни се раѓаат нови дивоградби и мислам дека ова јавно предпријатие прво ќе заштедиме средства за да го нацртате генералниот урбанистички план. По моја некоја консултација со архитекти и со фирми кои што работат потребни се близу 50 до 60 милиони денари. Ова јавно предпријатие ќе брои близу 15 вработи. Платниот фонд ќе ги биде околу 5 до 6 милиони. За 4 години кога го нацрта 25 милиони денари локалната самоуправа ќе потроши за ова јавно предпријатие. Само да го цртаат зборам генералниот урбанистички план, без да изготвуваат проекти, за водоводна инфраструктура, за канализациона инфраструктура, за сообраќајниот хаос. Мислам само да се надовршат да се стават во функција за цртање на генерален урбанистички план, ние како локална самоуправа ќе заштедиме близу 30 милиони денари. Ви благодарам што одвоивте време за ова гостување во нашата емисија. Благодарам на вас, ми беше чест да гостувам во вашата телевизија. Поздрав до вас и до гледачите на ТВ+. Благодарам. Почитувани гледачи, останете на Телевизија Плюс.